Почитувани мој добар ден, го гледате новото издание на Црвена линија. Денеска ќе бидеме конкретни со едно единствено прашање до вас, а тоа е струја ќе плаќате или поскапо или поевтино и дали ви се допадна новата честитка од ЕВН. Како и да е, секако сакаме денес со вас да продискутираме околу сметките кои што ги добивте и секако еве да ни кажете дали состојбата е драстично изменета. Значи, преку вашите лични искуства ќе се одбележи ова издание на Црвена линија, а секако во однос на новата цена на струјата од страна на ЕВН. Прво ќе продолжиме во ова издание на самиот почеток и со изјавата на господинот Марко Бислимовски, кој воедно е директор на регулаторната Комисија за енергетика и неговото гостување во денешната утринска на Телма. А веднаш по него почнуваме со вас. Значи, регулаторната комисија за енергетика донесе одлуки за цените на струјата. Цената на првиот блок се намалува за 5,16%, на вториот блок и на ефтината останува иста цена, на третиот се зголеми 2,88% и на четвртиот 1,86%. Тоа е збир од цената на енергијата и од цената на мрежарината. Ние успеавме заради воведувањето на надоместокот цената на мрежарината да ја намалиме за 23%. Заради воведувањето и на ефтината и намалувањето на цената на во првиот блок, најголемиот дел од потрошувачите ќе имаат сметки кои што ќе им бидат или еднакви или нешто пониски. А сега на потек сте вие и како што кажав на самиот почеток, факт е дека струја ќе плаќаме или поскапо или поевтино. Сегој ќе ни открие како изгледаше неговата или незината честитка на самиот старт од оваа нова 2024 година од страна на ЕВН. Како и да е, до Црвена линија праксата е иста, значи 023070005, го вртите нашиот телефонски број и ве замолувам на самиот старт ова се однесува до оние кои што можеби за прв пат, а верувам ќе има и такви ќе се вклучат во Црвена линија, намалете го тонот, се разбира целосно, за да зборуваме јас и вие само преку слушалка и да немате чувство дека не сте вклучени во програмата или некој друг зборува наместо вас. Телефонот веќе звони и го имаме првиот гледач кој ќе ни открие дали му се допаднала или и се допаднала честитката од ЕВН. Добро вечер. Во Црвена линија? Да, во Црвена линија. Дали ви се допадна честитката од ЕВН? Прво среќна нова година и божични празници. Најсреќна нова година ви посакувам јас, секако многу здравје и помали сметки за струјата. Така ќе... Помали сметки за струја, ма како да ги правиме помали сметки за струја? Треба да се грееме. Постари лица сме, треба да имаме топлина, не може да штедиме. Како да штедиме? Не знам. Ако штедиме, треба да видиме надвор. Сега, они само покачуваат, нас джеповите не се празни, пензии не покачуваат, заплати да не правиме муовете исто и за тоа, децата ни бегаат. Кажете ми каква ви е последната сметка, еве сега најновите сметки ги добивте? Последната најнова сметка е 4700. Тоа е многу повеќе од порано или? 17.000 пензија. А колку плаќавте претходно? Последната колку беше? Да, последната до 1700, 2000, преку сила до 2000. Така, дали еве прегледавте на што е одбиено во однос на потрошувачка, мрежарина? Сега на ова гледаме доле 91%. Тоа нешто не ни е многу јасно, не ни е да можеме да си го објасниме, ние сме постари лица, така да не можеме да си објасниме колку ќе дојде толку. Ако не платиме, ќе ни исклучат и што да правиме, а со мали приманак, што да правиме? Благодарам многу, пред што бевте првата која што се разбере го проби мразот во ова ново издание на Црвена линија. Продолжуваме секако да слушнеме како ви се допадна честитките од ЕВН. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер.
Добро, како и да е, за да не биле јас напразно и сама со себе да велам добро вечер, штом ви има на линија пријавете се, а еве ќе потсетиме само дека е најавено дека поевтинува првиот, вториот останува ист, а поскапуваат третиот и четвртиот блок. Се намалува и мрежарината, ама се додава пристап на мрежата. Сега оно што сакаме да исто да дознаеме од вас, дали успеавте да откриете дали ќе плаќате струја помалку или повеќе, бидејќи за многу граѓани, како и за гледачката предмалку, тоа останува енигма. Добро вечер. Добро вечер. Во црвена линија сте, уште една срекна нова година, многу здравје и ќе ви посакам многу помали сметки за струја. Каква Благодарам. честитка добивте од ЕВН? Сега ќе ви кажам. Ало? Да, ве слушаме, кажете Ме ми. слушаш? Добре. Ви се јават Роме од село Биџево. Така? Знаете што е политика? Политика е лажење. Самиот збор политика значи лажење. Најголеми лажаци се политичарите. Јас бев учител во 5 села. Кажете ми, еве, колкава ви стигна последната, колку изнесуваш? Дали ме слушате? Да не ме мене политичарине. Ве молам, кажете ми конкретно за темава. Колкава Да, ви беше за темата ти сметката? кажам, мамето ли е дека ќе намали струјата? А колкава ви беше сметката, еве, последнава? 3000 денари. А предходната? Предходната, не знам, син ми плаќа, тој 2000. Значи, 2000 беше предходната. забележувате ве подрастично поскапување, така? Па сигурно уште 2000 поќе, 4. Затоа и ве прашуваме тоа на што сакаме да го слушнеме. Добро. Тоа е. Дали Се еве, лаже тоа. и ви се допадна ли честитката од Евана? Не, фала. Не, нека... Не сакам честитка од ними. Тоа е само за мамени и за крадење се тие. Благодарам многу и вам за јавувањето. Значи, еве, конкретни сме денеска апсолутно во однос на најновите сметки за струја. Значи, струјата ќе се плаќа или поскапо или поевтино. Секако ќе видиме дали еве следните гледачи ќе ни откријат дали ја разбра математиката, енигмата околу тоа какви ќе им бидат сметките и пред се многу сакаме да дознаеме дали ви се допадна воопшто новата честитка од Евана. Добро вечер. Добро вечер. Баба Роска, добро вечер. Повторно ќе Добро ви речам вечер, срекна ба. нова година. Баба Роска, Абе, дали ви се памтите, а? допадна новата честитка од Евана? Па стигнуват, ама многу опасна е. Јас дрва трошам 5200 плати 5 метра и по 3000 до 4000 идам со струја. Кај ми е крајот сега со 15.000, ај кажете. Тешко мене, ако немам нешто друго, тешко мене. Парите ќе одат само за струја и за огрев. И телефон, вода и готово. Завршава мојата пензија. Дали еве некој направи увид во тоа каде е зголемувањето? Колку беше последнава сметка? А кој ќе биде увид? Па, ја плаќам тука 1800, сега до 2800 највише. А сега на 3800 на 4 оде. Кој да провере? Дојде струјаджија, смени саатот и толку доваѓа сметката. Ти не, извини вака малку вон темата да ја поздравам. Кажи ми се. Шимка од Волково. Симка од Она Волково. стално ме поздрава, а јас немам време. Заврши ми времето и така останува. Многу ја поздравам, кисела јабука, кај живее, тука е некаде. Готово, ете забележано и верувам дека ако гледаат црвена линија и веднаш по вас можеби наскоро ќе ја слушнеме, па и Симка од Волково ќе ни открие дали се допаѓа честитка до Тинче, Девана. друго да ти кажам, СДСМ се фалеше. И кога се фалеше, мене ми се, извинете, вака повраќаше. Аха.
Добро, да не користиме сега во рамки на црвена линија нели такви зборови. Благодарам многу, баба Роска, што редовно не следите, што сте секогаш добро расположени, дури и кога ќе ви пристигне многу повисока сметка. Јас, меѓу другото, еве ќе напоменам многу повеќе информации секако можете да добиете и за она што разговараме доколку кликнете на telma.com.mk. Топло препорачуваме да се задржите и на овој наслов, каде што стои дека некој за 50, некој за 150 денари, ретко кој ќе куртули од повисоки сметки за струја. Инаку новата година ќе донесе повисоки сметки за струја и тоа за најголемиот дел од домаќинствата. За некого сметката ќе се зголеми за 50, ќе повториме, за некого за 150 денари, ама ретко кое просечно домаќинство ќе куртули од поскапувањата. Инаку интересно и тоа, веќе го издвоиме и ова, дека новите цени на струјата ги нема ниту на сајтот на ЕВН, ниту на регулаторна комисија за енергетика, но се објавени во службен весник веќе од 27 декември од минатата година, ќе кажеме, иако сме денес трети ден од новата 2024 година. Како и да е, голем дел од домаќинствата, верувам и сите, добија нови честитки од ЕВН. Како ви се допаднаа честитките? Добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, среќна нова година. Среќна година и на Ви вас. посакувам здравје и радост и секако многу пониски сметки за струја. Но какво ви се допадна честитките од ЕВН на почетокот на оваа година? Па, моje мислење е дека ретко кој домаќинство во Македонија, ако не штеди, плаќа големи сметки за струја. Јас лично, еве, им препорачал на сиве гледачи, гледам дека од повозрасната генерација се јавуваат, треба да штедат електричната енергија, нормално со мали инвестиции, речиме, со понови апарати и така натаму. Сега, јас лично не плаќам многу електрична енергија и покачување од 50 денари на сметка од струја е многу смешно, или 100 денари. Ајде, дали можете конкретно паралела? Изминатата сметка колку ви изнесуваше и колку ви изнесува новата? Па, обично околу 1500 денари, 1400 до 1700 плаќаме електрична енергија. Месечно се зависи кога ќе е прочитано броилото и така да 50 или 100 денари на таа сума не е никаква голема сума, кога една кутија цигари е 130-140 денари. Или едно кафе, да речеме јас сум од западниот дел на Македонија, потосно од Охрид, едно кафе кошта околу 120 денари. И може да замислите ние што правиме сцени, поскапела струјата за 50 денари. Но и ве слушаме драстични разлики во однос на претходната и оваа сметка. Значи нема драстични разлики, само ова е политиканство и јас можам да кажам дека голем дел од македонските граѓани сакаат само негативни критики да даваат. Еве и во новата година мислат ако нешто кажат негативно, дека сите ќе им аплаудираат и така натаму. Како најмногу, еве дајте ни совет практичен како најмногу успевате во домаќинството да заштедите струја. Практично користиме ефтината тарифа. Боле ви уклучуваме често во ефтина струја. Така? Да речиме, исто и заедно се тушираме со супругата. И тука ја штедиме електричната енергија. Така, им романтично, штедливо. Љубов шириме, да. Така, благодарам многу за учеството и поздрав до сите кои што не следат во моментот од Охрид. Ете, слушнавте всушност дека, барем според гледачот, многу е важно да се штеди струја. Ајде да видиме што ќе кажете вие останатите, пред се како ви се допадна новата честитка од ЕВН во новата 2024 година. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година пред се, многу здравје и пониски сметки за струја ви посакуваме. Благодарам и јас на вас исто и на вашите гледачи. Благодарам многу. Што се однесува до струјата, мислам дека нема никакви покачувања, никакви поскапувања. Добре. Така да
Да, мислам дека нема ништо. Само сме во добивка што се воведе ефтината тарифа. Така, колку изнесуваше претходната сметка во однос на новата, еве? Па, кај мене нема никаква, дури ми се чини дека иста беше. Нема никаква разлика. Така да, апсолутно сум задоволен со оваа цена. Така, што им препорачувате, еве, на гледачите кои што добија сметки со подрастична разлика? Па да си штедат кои што не, ова не е бесплатна струја, нема никаде. Така, како Треба штедите да си вие? да штедат, да повеќе да штедат, да не се троши, да се уклучи нешто без потреба и да се оди надвор, да се шета, да се... Така, со оглед на тоа што новите цени за струја ќе ги видиме во јануарските сметки, значи околу 15 февруари всушност ја видиме промената. Како штедите струјеве? Кажете трикови за оние кои што можеби не се снаоѓаат во однос на тоа. Ама нема трикови, какви трикови? Нема трикови во струјата. Има заштеда, има и преку смена на сијалици кои што помалку трошат, еве Тоа да, се согласувам со тоа. Има сијалици кои што не трошат многу и може да се сменат. Меѓутоа да се тој што се грее на струја не може да очекува да има мала сметка. Така да, јас сум задоволен и уште еднаш ќе ви ја честитам новата година и малку политика, многу политика е умешано ова све. Така, благодарам многу за вашите одговори на нашите прашања. Одиме понатаму. Добро вечер, дали се слушаме? Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Ало? Добро вечер, намалете го целосно тонот на телевизорот. Ало? Јас ве слушам, но дали го намаливте тонот на телевизор? Да, го намалив, така, да. за да се слушнеме добро. Јас ве слушам, па еве како ви се допадна честитката од Евана? Па, за мене како стара и со 12.000 пензија во количка, некогаш можам да кажам дали не е уред таму или ја не знам, не се разбира. Прво моментално злато, ја и не сум сега во куќата. Така? Зашто не ја исклучувам, ја живеам под Кирија моментално сега, зашто куќата ни е на распаѓање. Али тоа сатот не можам да го исклучам, зашто после ја немам могуćност да го уклучам. Мене ми го ставија трвенка со Скопје за услуга. Не сваќате? Така, Зашто така. нема. Јас сум критичен случај. Прво, деца немам, фамилија немам, сама. И не знам, многу претерано ми иде, а не седам таму. Не седам таму кога ми ги носат сметки. Еве сега за овие домететини не знам колку има дојде, но. Значи се уште не сте ги добиле последните сметки. Нема кој да ме носи. Тие што идеа луѓето не ми идат сега. И тоа е зато сега колку иде, ќе се пуси, ја дрва немам, што греалица се грее. Сега колку ќе дојде не знам, зашто сум скоро сега само месец овде ке што ме донесоа седам. Мислам верска заедница ме донесе, зашто на распаѓање паѓа куќата да не падне врз мене. Па ја не покретна. Јас секако ќе ви посакам оваа да ви биде посебно среќна година, да ви донесе многу здравје и радости и се разбира да заборавите на сите оние лични грижи за кои што зборувавте. Како и да и на останатите гледачи, така и на вас, со оглед на темата, ќе ви посакаме и да имате многу помали сметки за струја. Ајде да видиме што ќе кажат следните гледачи. Добро вечер. Ало, Добро вечер, среќна нова и вам. исто и на вас, Тина. Здравје, ќе ви посакам и помали сметки за струја. Така, браво. Сакам да прашам во врска со ова броило имам во град, а имам и на село броило, таму во селото броилото е 20 години 1 киловат, нема освено на сијаличката, не? Иде, прочитуват еднаш, два пати годишно. Сега ова пристап до мрежа, дали плаќам улично 20 години, редовно, и сега не знам дали пристап до мрежа, ова мрежарина, дали ќе плаќам плюс ова улично осветлување, или да го исклучам броило. Дали Што ве сте ги кажа овој? контактирале, дали сте пишале можеби имейл, може и преку мейл? Па не знам, неа мейл, јас сум пол години човек сега. Добро, што да- телефонски дали сте ги контактирале? Никој не сум контактирал, сега ова е нова ситуација
и си реков, чекај вас да ве прашам дали ви сте у текст со оваа работа. Како да е вака сега? Јас само ќе напоменам на telma.com.mk да кликнете, верувам дека нема да биде тешко и се разбира да се задржите на следниот наслов, а тоа е дека некој за 50, некој за 150 денари, ретко кој ќе куртули од повисоки сметки за струја. Всушност Освен улично осветлување немам ни киловат потрошено, да речем. Аз си го плаќам тоа редовно. така и тоа стои во сметките. Значи, че има плюс 50 или 250. Така. Благодарам многу за јавувањето и еве уште еднаш ќе ве посетам telma.com.mk. Еве ќе издвоиме уште нешто од овој текст. Се разбира, за некого вели сметката ќе се покачи за 5%, за некого 15%. За куќите и становите во кои никој не живее, сметките ќе се зголемат за повеќе од двојно. Домаќинствата кои се греат и готват на дрва и плаќаат сметки за струја од околу 1000 денари ќе добијат поскапување од околу 150 денари, што е зголемување за 15%. Како и да е да слушнеме понатаму, еве, како ви се допаѓаат новите честитки од Евана? Добро вечер. Добро вечер за вас. Да ви посакам пред се среќна нова година, здравјето пред се и Благодарам. помали сметки за струја, за да нели се чувствуваме подобро и да бидеме здрави. Среќна нова година и за вас. Благодарам многу. Оваа година да се надеваме на подобро дека ќе биде, но не изгледува уште од нас што со новите сметки за електрична струја. И господин Одесимовски на регулаторна комисија кога кажува дека со ефтината струја од 1 до 3 сатот ќе се компензира покачувањето на струјата, мислам дека не е вистина. Вие не можете сите да користите од 1 до 3 сат, према работното време, само некој дел од граѓаните можат да го користат тоа. Знаете што, не е некој бенефит за струјата да е луксус во ова време. И вие сега да го ограничите, например, блок 1 до 210 киловати. Значи, што значи тоа? 210 киловати имате привилегирана цена од 4, и тамо колку е денара, а ефтината струја ви е 1, и нешто. Таа е сосема добра цена, мислам, како што иде берзата. И сега вие мора да штедите струја. Добро ќе штедите струја. Не можете од една страна. Знаете како да се грејам јас на инвертер, кога имаме субвенции за инвертер, земавме и сега како да се грејам поново на печка да уклучам дрва да се грееме. Значи не иде таа работа, знаете, пак мора да се греете вие со инвертер дом. А и сега ако треба да се вратиме поново на печките, да не ги вратат печките назад и да ги вратиме инверторите. Мислам дека не е адекватна ситуацијата и дека нормално покачувањето и дека овој бизнис е тој бомбона бизнис кој што го имавме од времето. Така, големо благодарам и вам за учеството во ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите, за да слушнеме што ќе кажат и останатите гледачи кои што допрва ќе ги вклучиме. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година, секако многу здрави и помали сметки за струја, велам во ова издание. Дали се слушаме? Фала исто и на вас, меѓутоа за помали сметки се знае. Сега тоа е многу јасно и многу паметно смислува ова влада заедно со Евана, тоа мора да е во договор со Евана. Ви дава да користите од 1 до 3, како што рече човеко, сите не се тука па да ја користа. Второ, многу паметно на владата, вели, едно ви давам, 2 ви земам, пошто мене ми е тоа струка. Ви давам од 1 до 3, пример 100 денари, ја ќе ви зголемам 200. И како не му е јасно на овие луѓе, не знам. Истото, бизнис бомбона на времето шеќериска, нема да плаќате повеќе телевизија, го ставија во горивата и молим лепо. Тоа зато и честитам на оваа влада. Точно знае што прави. Пред избори помош дава, пред... Абе, катака. Значи, влазешивни и зашто сме оку мирни и можеме се да трпиме. Така да, ништо не очекувам се воскапи сметки. Еве, јас ќе ви кажам, сега уште кај мене го нема да смети она Т2, што вела, кој е Т2, тоа е
игра без игре. Затоа ќе речам, се чудам толку подржувачи што се јавува и толку што верува во лагите. Зарем една лага е малце? Зарем еднаш не свати овај народ колку го лажат и сепак, така да речам, ќе се обеси за нив. Не дека другите се порни, да не реча дека за некој навивам. Меѓутоа, тоа е права вистина. Едно ви дава, две ви земи. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега малку ќе ве префрлиме во светот на Твитерџи, каде што секогаш царува, ќе речам слободно, и сарказмот, и знае да бидат исклучително и шегобени. Па така и ќе започнеме со твитот на Герасим, кој што е од 29 декември, каде што го напишал следното. Замислете и маркетите да наплаќаат како Евана. Сирење, скапа тарифа од 6 до 22 часа, ефтина од 22 часа до 6 часот. Леп, ефтина нокна тарифа од 1 до 4 часот. Месо, 3 категории цени зависно од тежината. Зејтин, поскап за правни лица. Јајца, за под 5 јајца се доплаќа пристап до кокошката. Млеко се плаќа надомест за пренос и дистрибуција. Цените се субвенционираат од владата со 91,5%. Ете така коментираат твитерџи, секогаш саркастични, шегобени, но секако ние сакаме во живо да ве слушнеме и да ни откриете како ви се допадна новите честитки од Евана. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Среќна нова година, се разбира, здравје пред се Тебе и... среќна нова година. Така, и помали сметки за струјга. Кој малко троши они саатите ги. Гледам, пишуjem на тоа сметките повеќе да плаќамо. Тие што нема, например, кој 12.500 имам пензија и ми е повеќе плаќаме струја. И другите, а саатите стави тие две жички, тоа покаже, после грешка имам и идено у дистрибуција, едно друго, натаму имам идено, викам, повеќе имаш пишено киловат. И после писите киловати ми ги падојна. И ги плаќам, што да не работи. И што да е право? Овамо викам, повеќе имам киловати пишено. А овамо, па така повеќе киловати имам пишено, а повеќе имам и платено. Ај вика, другиот месец ке ти помалку пишам. Оно повеќе па дојде. Така, еве дали реагирате, да речеме, за корекција на сметката? Како? Дали ве сте реагирале, да речеме, и преку мејл до Евана за корекција на сметката, доколку сте забележали? Па и тој таму и ништа, вика, има повеќе, речега, препишено пари, саатот после нема ништо. Благодарам многу за јавувањето и секако тоа што очекуваме, значи, директно од вас, драги мои, како граѓани и потрошувачи, да ја доловите состојбата, односно да ни раскажете како ви се допадна новите сметки од Евана или честитки. Добро вечер. Добро вечер. Среќна нова година и вам, здравје и секако помали сметки за плаќање. Дали ме слушате? Не ви честитав нова година. Така, и ние ви честитаме и секако здравје прво ќе ви посакам, па и помали сметки еве за струја. Вака, бидејќи не сме добиле за декември сметка, Така? мислам дека честитката ви е преуранета. Ве слушаме? Мислам дека ви честитка за преуранета. За некој не. Ве слушаме, продолжете, времето е ваше. Да. Вака, честитки од Евана не сме добиле. И верувам дека вакви малициозни теми нема да бидат поставувани понатаму.
Значи за вас сметате дека сметките за струја што пристигаат се малициозни теми? За сега да. За сега да. Добро, дали штедите струја, еве да ни откриете и за оние кои што можеби не се снаоѓаат и како да добиваат помали сметки? Па тоа вие може подобро да го кажете. Добро, значи ние очекуваме од граѓаните, односно од корисниците во домаќинствата, бидејќи граѓаните, односно гледачите, воедно и се потрошувачи. Па секој својата приказна се разбира, очекуваме да ја сподели со останатите, да зборува за своето искуство, бидејќи имавме и гледачи кои што напоменаа дека можеби е многу поклучно да се штеди струја. Еве имавме гледач кој што смета дека е малициозна темата да зборуваме за новите сметки за струја. Како и да е, струја ќе плаќаме секако, дали ќе биде тоа поскапо или поевтино, останува да се види, но и секако прашуваме како ви се допадна честитките од Евана. Добро вечер. Добро вечер. Тина. Па голем поздрав, одамна не сме ве слушнале, така да мора да кажам прво срекна нова година и да ви посакам здравие, многу успеси и секако помали сметки за плаќање. Тина, ја се кажам, има поточено 800 динара за струја. За пренос на струја 750 денара. Улично 300 денара. Улична 300. 2100. Струјата не е скапа. Танокот. Јас питам. Пренос на струја. А каде не ме прави пренос на струја 750 денари. А поточена струја 800 денари. Ја не знам. Тука треба да се члени нека. Да се члени Тина. Види поставя да ме навиѓа. Благодарам, бидете поздравени и секако паметиме дека ни се увете од Македонска каменица, што значи поздрав и до гледачите кои што не следат од таму. Одиме повторно со Твитерџи и ќе ви принесам една дискусија помеѓу Крапчица Брос и Кан во однос на сметките за струја. Крапчица Брос го напишала следново: 6000 сметка за струја. И ева на земјато да повите на мош изгледа. Кан напишал 2 клими, од која едната работи 24 часа, другата чат пати ја отвараме и сметка 10.500 денари. Крапчица Брос одговара: не бе, безобразлук до немајка де ова од нивна страна. Ние сме со една клима и тоа 12-ка која работи 24 час. Двајца сме и плюс сите апарати ми се А+++. Како вам ви се допадна новите честитки од Евана? Добро вечер. Ало, добро вечер. Срекна нова година. И на вас, госпоđа Тина. Ви посакувам, господине, многу здрави и помали сметки за струја. Видите, пред малку Твитерџи на годината, на новата година, една убава ваша опаска дека во маркет јајца поскапи, леп печена ефтина струја, поскапи или поевтин, неколку работи набројавте. Ви честитам на таа умешно за водење на емисијава. Вие супер. Благодарам многу. Молим, јас сакав само да кажам дека на курс треба да не пратат, препорака е на вашите гледачи, на нашата телевизија Телма, да на курс не пратат владата и Евана, Мевана, тамо како ги вика, дека треба да платиме лежарина, не знам што лежарина, не знам прва, втора, трета, четврта и не знам која све група на потрошувачи. Све е тоа наместено само да не согува до гола кожа. Да, ви благодарам, имајте убав ден, господја Тина. И јас ви велам благодарам што земавте учество во издание на Црвена линија. Имајте убав ден и секако убав ден со нас.
и проследете што поинаку и што друго ќе кажат гледачите кои што допрва ќе ги вклучиме. Интересно кажа гледачот, еве дали сметате дека треба можеби за голем дел од граѓаните, за нас да се воведе и некој курс или обука за преку кое што подобро ќе совладаме, за да разбереме што и колку и како ќе плаќаме. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Да, апсолутно исклучен. Одлично. Прво да ви честитам нова година и секако да не заборавам да ви посакам многу здравје и ќе кажам како и за сите гледачи, па и за мене, да си дочекате низ годината помали сметки за струја. Амин, чул ве Господ, и вам ви пожелувам исто. Значи, за темата. Така ве слушаме, продолжете. Струјата, честитка од Евана. Па плюс минус 5%. Одлуката е јасна. Тие што се во прва и втора тарифа ќе плаќаат помалку или исто. Тие горните што трошат повеќе ќе плаќаат повеќе. Со оглед на тоа дека цената на струјата кај нас е половина од берзанската цена, струјата е на берза, двојно е поскапа на пазарот, може да кажеме дека е задоволително. Туку јас би сакал да искористам оваа минута дека вистинската честитка за струјата доаѓа од Чебрен. Хидроцентралата Чебрен сите објавија дека инвеститорот се откажал. Ве молам, ние струја немаме, тоа е еколошка енергија хидросистем. Зошто ќе ја градела грчка фирма? Ама и тој се откажува. Кој ќе најде милиарда евра, ме разбирате? И квази стручњаци се јавуваат, експерти, не знам кај наоѓаат диплома за експерт, и ја да се пријавам. Струјата треба да се користи од хидропотенцијалот. Чебрен мора да се изгради. Имаме, ние ќе градиме. Па имаш ли милиарда или немаш? Милиарда од океанот таму, од некој остров нека донесе. Ние немаме пари. Треба да се најде. Благодарам многу и вам за одговорите на нашите денешни прашања. Одеме сега повторно со Цветерџи и тие зборуваат за своите лични искуства кога станува збор за сметките и потрошувачката на струјата. Лаза Јанев напишал, ова му е на 28 декември 2023, вели 28 декември уште немаме ефтина струја преку ден. Петра Тасева му одговара: реагирајте во Евана, кај нас одма дојдоа откако им пишавме. Лаза Јанев, кај им пишавте? Петра Тасева вели: мейл, има мейл адресата на сајтот или може да им се јавите во контакт центар исто. Ама може да се изначекате дур не кренат. Ете, тоа се искуства кои што ги споделуваат во однос на и тоа кој се уште има или нема и користи ефтина тарифа на дневна ефтина тарифа на струјата. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Срекна нова година и вам. Благодарам и на вас. Ви посакувам се најубаво и многу здравје и пониски сметки. Лака. Ајде да рачистиме една работа за тие што знаат се што не знаат. Ефтината струја ја вклучуваат реонските читачи на броилата. Кога ќе дојде да му го прочитаат броилото, тогаш ќе му вклучат ефтината струја на господинот да не се јавува нигдека. Тоа е една работа. Втора работа. Јас ќе ви направам пресметка на мојата ноемвриска сметка, бидејќи декемвриските уште не се дојдени, а јануарската сметка или новата цена на струјата ќе ја видиме во февруар, негдека таму во февруари, кој ќе почне да доаѓаат првите сметки, бидејќи покачувањето, новите цени на струјата важат од 1 јануар па натака, не важат до 1 јануар. Прво 23% се намалува мрежарината. Во ноември месец 1700 денара имам мрежарина. Што значи дека околу 400 денара ми се намалува мрежарината. Сега ги додавам тие 200 за пристап до мрежа, тоа е значи негдека околу 1500 денари. Веќе 200 денара сум у заштеда. 5,20 нешто посто се намалува првата тарифа. Што значи имате уште за 5 негдека 0,5% помалце да плаќате на првата тарифа. До сега имаме само 7 часа ефтина струја во текот на 24 часа, сега имаме 9 часа ефтина струја. Па ќе ве молам да ја прашате госпогицата од ВМРО ДПМН, се намалуваат ли сметките за струја на одредени граѓани или се зголемуваат, да ми одговори. Толку пријатно.
Благодарам многу за јавувањето и вам. Ево уште еден твит. Ова се разбира е на 28 декември, бидејќи тоа е периодот кога пристигна и последниве сметки. Се разбира, новите цени, ќе повториме, ќе бидат, дури ќе ги дознаеме во февруари, со оглед на тоа што сега тек од 1 јануари ќе се пресметува според новите тарифи. Ремонт Редингтон напишал: ево нам ја честита нова година со 200 евра сметка за струја и ме дискриминира веќе 28 ден како немам дневна ефтина тарифа. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Да, одлично се слушаме. Супер. Па ево е ремонт, како се вика, треба да биде дома с која му го читале, која требале да читаат струмерот, затоа што инкасаторот убаво кажа овој љупчо. Значи да бил дома, ќе го прочитал и ќе му вовеал ефтина тарифа, увези тие од 13 до 15 часов со ефтина тарифа. Иначе, прашуваш еден, вика, кој ќе најде милиарда евра за Чебрен галиште, па ја би кажал, еве, Артан Груби, америчка амбасадорка, она е спремна да одбрзи кеса да даде не милиарда, 2 милиарди долари ако треба, нема да е Американ. Значи, они се амерички фраери и тој Артан и таа, значи, за тоа ќе се најдат пари, ако си има желба ќе се најде пари за таа Чебрена, добро е што ги откачивме јужниве непријатели. И не сме никој да дира тука национално богатство. Значи, ако некој го користи, треба ние да си го користиме. Иначе, сметки, ова струјава што доаѓа, што ја трошиме, еве сега ми дојде вруќа. Уште не можам да пипнам сметка што е вруќа. Некаде околу 4.500, па скоро секогаш плаќам толку уназад години. Што значи дека кај мене нема промена, работам нон-стоп на ефтина струја што се тиче грејни тела. Така. Тие помалку што влечат струја ги пуштам преку ден. Преку ден. Благодарам многу што го завртивте и нашиот број, бевте дел од Црвена линија, дојде времето и за реклами. По рекламите повторно сте со Црвена линија, тука останува само да ве подсетам секако оваа дискусија преку коментари, шернувања и лајкнувања да ја продолжите на социјалните медиуми, како што се Facebook, Црвена линија, секако и профилот за следете го на Телма телевизија, објавуваме теми и таму. И секако задолжително заследете не на Инстаграм. Инстаграмче кој што не следат и денес учествува во нашата најнова анкета. Прашањето беше исто онакво како што беше и до гледачите на Црвена линија. Тоа дали ви се допадна честитката од Евана? Инстаграмџи вака одговорија. Со да одговорија 12%, а со не одговорија 88%. Тука секако ќе ви се заблагодарам за учеството кое што активно го правите секогаш во Црвена линија и многу ни е драго за тоа, но токму поради тоа сакаме истите вие кои што сте дел од Црвена линија опуштено да не дочекате за многу кусо време и во амбиентот наречен Заврти на Телма. Бидете дел од најгледаниот, најзабавниот квиз во земјава. А зошто? Затоа што немаме поинакви честитки во форма на главни награди. Се разбира, главната награда за среда е, драги мој, фрижидер. Нешто што апсолутно го имаат освоено поприлично играчи, така да не е лошо денес да си го пробате своето знаење, а јас си ќе ве подсетам и ќе ви подкажам кои прашања секако ќе бидат во ова денешно издание на Заврти на Телма. Забележете, кој американски дипломат беше посредник во спортот за името со нашиот јужен сосед? Кој е прекарот на поранешниот NBA кошаркар Ирвин Џонсон? Кој број го представува латинскиот број CHL? И кога најкасно морала Пепелашка да се врати дома од балот? Јас не се враќам од бал, туку од Црвена линија преминувам во Заврти на Телма. Благодарам за учеството во Црвена линија и секако добре дојдени сте ми и во Заврти на Телма. Продолжуваме со забава, игра на знаење и секако многу убави награди само за вас.